Гледайте, ние можеме да направиме тоа што можеме да направиме. А што можеме да направиме и како ги темелиме и како ги формираме нашите приоритети врз основа на вистинските потреби. Тоа што вчера го слушнавме и го видовме на протестот, иако исто така видовме дека власта сакаше да го политизира, зашто искрено жалам, поради тоа што нема никаква политичка позадина тој протест. Ниту сме учествувале во иницирање, ниту во спроведување, ниту во поддршка некаква, освен тие членови на СДСМ кои што сакаа спонтано, без никаков притисок. Партијата, ниту некаква организација да дадат поддршка на тој протест, и тоа мора власта да свати дека се автентични, реални потреби на граѓаните. Не може да се затвораат очи пред тие работи. Ете си ги кажа луѓето аргументите. Ние ги знаеме од секојдневните комуникации кои што ги имаме со луѓето, со работниците. Па еве кога ќе земете и само една математичка анализа на потрошувачката, на синдикалната кошничка, ако ќе видите дека е над 60.000 денари, 66.000 денари, од кои што 1/3 оди за храна и пијалоци, и кога ќе видите колку се поскапени сите комунални услуги во рамките на општините, зашто исто така сигнализиравме цената на струјата, на парното, луѓето навистина не може да живеат, не може крај со крај да врзат. Така да наше е да предложиме. Власта е таа која што го има последниот збор. 2/3 имаат мнозинство во парламентот. Треба да се даде поддршка народот, навистина има потреба од таква поддршка. Господин Филипче, колку луѓе земаат минимална плата во Македонија, колку луѓе се во државно, прашувам од аспект на тоа, имате ли проекција какви буџетски импликации имал овој предлог закон и техничко прашање кога би влегол во собраниска процедура? Добре, денеска предлог законот номотехнички се средува, ќе почекаме и ќе го споделиме со представници на Сојузот на синдикати да кажат дали ти има некој предлог. Затоа што сме ние тука да им служиме на нив. Во однос на проценките може да направиме проценка, но видите, тоа е обврска и треба да биде обврска на властите, на премиерот и на министерката за финансии. Тие со тоа треба да стануваат и да го почнуваат денот, да прават анализа колку пари имаат и колку треба да им дадат на граѓаните. И ако ние можевме на сите граѓани, на сите компании за време на кризите, финансиски да им обезбедиме поддршка, кога преку 2 милиарди евра отидоа како директна помош и се заштитија десетици илјади компании и десетици илјади работници и стандардот им се одржа, кога цела држава и цел свет беше затворен, тоа значи дека со домаќинска политика, вистинска, во интерес на граѓаните, пари може да се најдат. Ете, тоа е одговорот. Ете, тоа е одговорот на вашето прашање. Не може да правиме пресметки. Каква и да биде пресметката. И за еден човек, за 100, за 10.000, за 100.000, за милион или за 2 милиони луѓе, владата треба да води сметка за приоритетите, за вистинските потреби. А не да бара некакви изговори и во контекст на вашето прашање да каже дека нема пари. Не, треба да најде пари. Затоа што вие сте предлагач, предпоставам во предлог законот ќе напишете какви импликации. Ќе направиме, затоа реков се досредува законот, меѓутоа тоа треба да има приоритет. Колкава и да е потребата, тие пари задолжително мора да се најдат. Така ќе се покаже грижа за работниците. Инаку што ќе биде изговорот? Што ќе биде изговорот? Што е одговорот во овој контекст ако излезе некоја голема сума на пари? Еве, што е одговорот, каде е грижата за работниците и дали воопшто е прифатлив одговор од властите, од Министерство на финансии или од премиерот, дека пари не може да најдат? Дали е тоа прифатлив одговор? Не е прифатлив одговор тоа. Така да колкава сума да е таа математички пресметана, оваа влада мора да најде. Ако немаат колегите, имате на тема уште некој прашање? Се најавува можноста наредната недела во собраниска процедура да влезат измени на законот за влада кои што би подразбирали укинување на пршинската влада по наредните избори, што значи дека следните би се организирале со пршинска влада. Каква позиција ќе завземете како пратеничка група во собранието?
Добро, сметаме дека е повторно политички трик да се дозволи и власта да пропне закон во кој што техничката влада сега ќе остане на следниот изборен циклус ќе се укине. Зошто? Поради тоа што ние кажуваме аргументи и факти. Сметаме дека техничката влада треба да остане затоа што условите за тоа не се созреани. Во однос на контролата на институциите, во однос на причините зашто беше иницијално воведена таа техничка влада во 2015 година. Тие услови се и сега. Таква злоупотреба на институциите постои и сега. Ако не и побрутална, па ја видовме за време на локалните избори, злоупотреба на полицијата, на социјалните служби. Така да едноставно општеството повторно, како и тогаш, што беше ситуација, не е зрело да се укинува на техничката влада. И нема потреба. Зошто е тоа повторно политички трик? Ако е донесена со консензус, нека се укине со консензус. Значи, вистински фер политичка комуникација, третман со работка е да, како нешто било договорено, така да продолжи и понатаму. Каков е тој став? Сега не ќе оставиме, затоа што вие сакате, ние не сакаме без аргументи. Ние откаде да знаеме дека на следниот изборен циклус тоа ќе биде ситуација во која што овакви параметри, кои што сега ни се причина да се противиме на укинувањето, повторно нема да има. Не може да знаеме. Така да сметаме дека тоа не е коректно и таков предлог нема да поддржиме. Моја прашање на друга тема, доколку ми дозволите, во однос на ите најавите соопштија од основното јавно обвинителство дека има отворено предмет за обвинувањето од страна на Жан Митрев. Вие најавивте дека и приватно ќе го тужите, дали сметате дека обвинителството објективно ќе ја заврши оваа постапка? Јас сметам дека, како што кажав, ова се темели не на голема лага. Зошто? Ако Жан Митрев бил жртва на таков рекет, како што кажува, што правил до сега? Второ, зашто тој не поднесува тужба, туку обвинителството по допрен глас? Но како и да е, нека завршат анализата и така натаму, согласно одлугата, а после тоа, откако ќе се утврди дека тоа не постои, ја немам никаква вина, јас ќе отужам приватно за нарушување на чест и углед, заради тоа што јас за мојата чест и углед сум работел напорно, честно и нема да дозволам. Со вакви бандитски работи мене ми се нарушува чест и углед. Тоа за мене е највредно во животот. Господин Билич, значи вие демонтирате дека кумот на Вучич, Башанович води пиарот на СДСМ и дека немаше светла во ништо. Дали јавноста може да знае кој е задолжен за пиарот на СДСМ? Истите луѓе кои што беа задолжени и до сега. Тие се вработени тука во секторот со повеќе од 10 години веќе. Станува збор за истите луѓе, вие новинарите ги знаете, тие си на пресконференциите, еве овие луѓе кои што седат тука заедно со вас. Благодарам.